Навистина има прилика со него да седам, што се вели на кафе разговори, ингениозен во секој поглед, фантастичен господин. Иако јас ќе кажам дека генералиите на почитуваниот Михаил Лахтов многумина ќе го поврзат со што е медиумска писменост, зошто е важна, што представуваат тие информацијски нарешувања, лажните вести. Јас знам дека имаше едно време и недела на лажни вести и така натаму. За многумина Михаил Лахтов ќе го поврзат и со, да речеме, вебинари, оние, да кажам, теми кои што се или бидејќи тој по вокација, ако не се лажам, и специјалист за комуникација и медиуми. Меѓутоа овој пат говориме за сосема една нова тема и едно убаво ново поглавје во неговиот живот, со една низа, ќе кажам, од убави карактеристики кои што ќе ги споделиме и сето тоа е, нели, поврзано со нашите пријатели од USAID. Тоа има една убава цела организација и тим кои што работат токму на овој нов проект, така што официјално, Михајло, добро ти утро. Вака едно убаво весело утро, се надам дека ќе имаш со утринците и Телма телевизија. Па весело, да, вие сте весели уште рано од Сабајле, мора да го потикнувам. Уште гласот не ми е наштиман за волку рано, ама да. Да, иако го прашав Дејан, ќе го поздравиме и целиот тим, велам дали Михајло е утрински човек, не се секира. Семен, фамилиарен, ги носи своите фамилиарни членови, керкичката, нели, во градинка, ако не се лажам, и така натаму. Меѓутоа ти бил на училиште, пардон, да. Меѓутоа во најутрински часови, драго ми е што ќе можеме да овој пат го представиме и проектот на USAID за медиумска писменост. Младите размислуваат и најава на промоција всушност на проектот кој е дел од неделата на медиумска писменост. Инаку си директор на проектот на USAID за медиумска писменост Младите размислуваат. Целосно вака да ги споделиме си да генерали. Да, тоа е мал тим кој што функционира со неколку луѓе, меѓутоа започна еден голем проект и јас нескромно ќе кажам револуционерен проект во оваа област. Не смеам да заобиколам дека многу години ние кои што сме во областа работиме на оваа тема, работиме преку обука на наставници, преку обука на млади луѓе, на ученици и така натаму. Меѓутоа, зошто е овој посебен проект? Затоа што за прв пат ќе се обиде да ја вклучи медиумската писменост во наставните програми, во сите оделенија, на сите нивоа. Значи, говориме од најмладите па се до студентите. Од најмладите па до студентите, и тоа е главната, или да кажам, првата цел на овој проект, да работи заедно со Министерството за образование и Бирото за развој на образование во вметнување на медиумски содржини во наставните програми. Тоа ќе биде подолг процес кој што веќе започна. Ние веќе почнавме да работиме на првите наставни програми. Како оди целиот тој процес? Како што знаете, Министерството во моментот работи на реформа на наставните програми. Тука влегуваме ние во еден дел каде што вметнуваме содржини кои што ќе помогнат на учениците, на младите да развиваат критички став или критички пристап кон информациите и да добијат еден поаналитички начин на гледање на работите. Тоа е една од најважните цели на проектот. Се разбира, ќе работиме и со факултетите, вклучување на медиумската писменост и во програмите на факултетите на различни нивоа и на различни начини. Ќе работиме на неформално образование заедно со Младинскиот образовен форум. Да, приличувате доста партнери, сојузници и ваши колеги, пријатели кои што ќе се вклучат во оваа тема. Михајло, кусо само ќе направиме мало интермецо. Колегите од информативна реакција во 2 минути, поточно нашата Билјана Ставрова ќе ни се вклучи и потоа ќе те прашам и за 22 ноември, всушност, нели, во рамки на неделата за медиумска писменост, ќе те прашам за меѓу другото и целите на проектот, активностите, кратко објаснување за медиумската писменост, сето тоа во оваа наша утринска тема. 22 ноември се ближи за некој ден. Во рамки на оваа недела за медиумска писменост ви благодараме, ве дадовте некои насоки. ИРЕКС заедно со локалните партнери официјално ќе го представат проектот на USAID за медиумска писменост. Младите размислуваат. Всушност има прилика тоа, нели, Кусо, и брифирање со тебе дека ова е на некој начин 5-годишна програма која што ја имате токму со локалните партнери и така натаму, и Македонскиот институт за медиуми. И во фокусот ти веќе спомена, ќе бидат младите во земјава
целта е да се поттикнат да станат одговорни и активни граѓани, како велаш ти, да бидат добри критичари и аналитичари во нашата заедница и да се спротивстават да помогнат на другите да ги надминат негативните влијанија на дезинформациите. Незаводно споменав нели дека всушност те поврзуваме и со недела на лажни вести, знаеш да бидеш доволно интегриран или во целиот овој процес, така што ова е само едно продолжување и на повторно ќе кажам, твоето знаење и искуство со овој велиш можеби мал меѓутоа квалитетен тим за кој што ќе биде следниве здравје Боже 5 години. Еве, добра прилика да ја најавам и неделата на медиумската писменост. Оваа година мрежата за медиумска писменост заедно со Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги ја организираат под мотото за децата и младите, значи медиумска писменост за децата и младите, и нашиот проект интересно се вклучува во сето тоа. Настанот кој што го спомена на 22 ноември, представување на проектот всушност ќе започне неделата на медиумска писменост и нас ни е чест, многу ни е важно тоа што сме дел од неделата, тоа што сме дел од оваа цела група на организации кои што работат на овие теми. Проектот на УСАИД за медиумска писменост младите размислуваат, како што рече ти, ќе трае до 2016 година. Го спроведуваат ИРЕКС, тоа е американска организација во која јас работам и мојот тим, заедно со локалните партнери Македонскиот институт за медиуми, Институтот за комуникацијски студии и Младиот образовен форум. Сите, како што претпоставувам, многумина ги знаат, мощни, искусни и во делот на развој на медиуми, комуникација и медиумска писменост, во делот на работата со млади. Така што очекувам многу работа, интересен проект, меѓутоа и многу важни и корисни работи кои што ќе произлезат од него. А ова е само еден почеток. Во последните неколку години вистина се говори многу за лажните вести, не постои веќе никаков филтер и се што го абсорбираме тоа, потоа знае да ни се создаде тој brain fog или заматување, не знаеме на кого да веруваме, дали да речеме каде постои култивираност или дигнитет во информирањето и апропо нели дезинформација, медиумска писменост како одговор на овие појави. Што точно значи медиумска писменост, би сакала да прашам, и зошто е неопходно и важно да речеме за за младите? Освен што ги сподели некои поточки на почетокот. Да, поентата е што во последните неколку години медиумската писменост се поистоветува само со борба против дезинформација. Многу е важно да сватиме дека медиумската писменост не е само тоа. Како што кажува и самиот збор, писменост е способност да се чита и пишува. Во она наједноставна дефиниција на писменост, и ако сакаме да изведеме некаква дефиниција за медиумска писменост, би било да знаеме, да читаме и пишуваме што е тоа што медиумите ни го сервираат. Меѓутоа, ако ја гледаме дефиницијата за писменост од денешна перспектива, не од перспектива на пред 100 години, од денешна перспектива писменоста не значи само да се чита и пишува, односно значи и да се разбере тоа што се чита, да знаеме како да го артикулираме тоа што го добиваме секојдневно од медиумите. Добро да расудуваме за работите. Да не навлегувам премногу во дефиниции, затоа што вие се подготвувате за следната песна. Не сте во таково расположение, во таков муд на дефиниции, меѓутоа многу едноставно кажано, медиумската писменост ни помага да сватиме кој ги создава содржините, зошто тоа го прави, кои се вредностите, кој е изворот, кои се вредностите и ставовите кои ни се пренесуваат преку тие медиумски пораки. Затоа секој се апострофира. Проверете го изворот, проверете го авторот на текстот и такви некои. Тоа е дел од тоа што ние го нарекуваме постручно евалуација или проценка. Така е. Значи, тука проценуваме какви се медиумските содржини, дали се квалитетни, професионално направени новинарски стори или се шарлатански вести чисто така, нели, приказни кои што не држат вода. Затоа е важно да го знаеме изворот, затоа е важно да бидеме скептични кон се што гледаме
Меѓутоа, скептични кон се, но не на ист начин. Јас кога ги држам моите обуки и давам примери и велам, во таа скептичност мора да им дадете кредит на оние кои што го заслужуваат. Не можете на исто ниво, на исти ранг да ги ставите медиумите како Телма, например, и некои петпарачки веб страници кои што немаат ниту импресиум, ниту Да, дискутабилно е што никој велиш. од нас не е безгрешен. Сите правиме грешки. Се сложувам. Некогаш правиме не толку професионални работи колку што од нас се очекува, меѓутоа низ годините сме заслужиле да имаме кредит. Тоа Убаво кажам. Пофалба кон вас. Ти благодарам. И само да заклучам. Значи, тој дел е еден дел од медиумската писменост. Многу е важен пристапот, многу е важно да знаеме да го одбереме од медиумите тоа што ни треба. Ние денеска, тоа зборот инфодемија се повеќе се користи, слуша, се користи последниве години. Ние сме бомбардирани од стотици, илјадници информации дневно. И ако дозволиме да бидеме понесени од тој тек на информации, кој што нас ни нуди само некоја дневна агенда според нивните потреби, тогаш ние ќе станеме алатка на медиумите. Нема да ги користиме медиумите како наша алатка. Јасно. Важно е да ние во медиумите го пронајдеме тоа што нам ни треба. Тука е клучот. Да не зборувам потоа колку е важно да се работи на анализа на медиумски содржини и тоа е тоа што децата или учениците од најмала возраст ќе треба да го научат и преку наставните програми да го совладаат, да знаат дали гледаат реклама, дали гледаат филм. Било каков контент што велиш, да. Дали YouTube содржината, YouTube видеото е направено само за нивна забава или скришно им нуди рекламни содржини. За да они кога керка ми ќе отиде утре во продавница со мене, да ми ја бара токму таа LOL кукла која што ја видела на реклама некоја. Како проектот на USAID за медиумска писменост одговара на тие предизвици и создавањето на нови генерации кои што ќе бидат способни да се спротивстават и да помогнат на другите да ги надминат овие влијанија, лоши влијанија всушност од самите дезинформации? Велиш дека ова ќе биде еден прилично добар процес на созревање, бидејќи ова е само една, да речеме, проект или една платформа во зародиш која веќе се остварува и сепак е 5 годишна убава едиција од радишни. И сепак е голема. И сепак е голема. Е многу голема програма и е настаната врз база на тоа што го викаме NIST assessment или проценка на ситуацијата, истражување, анализа што е потребно за да го кренеме нивото на медиумска писменост. И сите анализи покажуваат дека најголем ефект и во борбата со дезинформациите, и во борбата со пропагандата или тоа што го нарекуваме лажни вести, ние во фелата не сакаме многу да го користиме тој термин, тоа е друга тема, меѓутоа и во таа борба многу е важен тој процес на образование. Уште од најмала возраст учениците да ги поминуваат наставните содржини преку критички однос. Преку критички однос кон се, но вклучително и критички пристап кон информациите или медиумските пореки кои што ги добиваат. Тоа е еден од најважните елементи и затоа проектот почнува од тука. Затоа проектот се фокусира на тоа. Затоа ние работиме со нашите партнери Министерството за образование, наука и Бироото за развој на образование. Затоа што сметаме дека тоа е главната компонента. Прости на дигресија, мислам дека ова ќе потикне и една убава комуникација помеѓу образовниот систем со младите и мислам дека ова ќе потикне не само критичко размислување, туку и баш панел дискусии помеѓу младите и студентите сами да можеби создаваат во иднина некакви платформи или некакви контенти кои што ќе бидат за поддршка на овој проект кој што го носите со USAID. Некако така ми е целата вибрација. Драго ми е дека ти е таква вибрацијата, иако не сме го подготвувале тоа ни е баш целта, да кажам, втората цел. Значи, ние
освен тоа што ќе работиме на подигнување на медиумската писменост во сите нивоа на образовниот процес и во неформалното образование, исто така ќе работиме многу и на тоа што ти го кажа, создавање на медиумски содржини или како утре медиумски писмените млади луѓе ќе знаат да го искористат тоа што го научиле или што го добиле. Какви содржини тие ќе креираат. Бидејќи од најрана возраст ќе го имаат веќе некако инкорпорирано во својот живот. Знаеш што е разликата и кога спомна ти во претходното прашање таа поплава од лажни вести и дезинформации. Денеска разликата е во тоа што ние сме постојано конектирани на секакви медиуми и ние создаваме медиумски содржини. Пред 20 години, пред 30 години, ние имавме само можност да следиме традиционални медиуми и да не бидеме дел од процесот. Ние само ги примавме информациите. Ние не создававме информации. Денеска ние креираме медиумски содржини. Еден инста-инфлуенсер може да има 100.000, 200.000 во локален контекст. И вистина да биде влијателен, да речеме. И да биде повлијателен него традиционални медиуми. Да, така е. И тука треба и нашата свесност кога креираме информации или медиумски содржини и кога ги споделуваме, што споделуваме? И што правиме и каков ефект ќе има? Бидејќи ми велат одрежи толку сме со времето, само кусово 30 секунди колку што можеш само да споделиш за накратко што ќе се случува во вторник, ако знам дека нели ќе се потпишува меморандум за соработка на дебатата која што меѓу другото ќе следува. Кусо само. Имаме интересен настан на кој што ќе го презентираме проектот на USAID за медиумска писменост младите размислуваат. Ќе биде американската амбасадорка, наша гостинка, ќе биде министерката за образование, директорот на бирото, ќе бидеме ние заедно со сите партнери и после тој официјален дел ќе имаме една дебата со младите и морам да го споменам советодавното тело на целиот проект кој што е составено од 12 млади луѓе од различни градови, различни заедници, различни страни ги собравме кои што ќе ни кажуваат како да допреме најдобро до младите и како се што правим да биде од младите за младите. Нивното критичко размислување. Ти благодарам што овие утрински часови беше со нас во студиото. Потсетуваме на 22 нели се случува и оваа недела на медиумска писменост. Михаил Лахтов, директор на проектот на USAID за медиумска писменост, младите размислуваат. Ќе бидеме во тек секако со овој проект и нели 5 годишни убави едиции на овој проект и оваа платформа.